Избирачкиот список е официјално прочистен и заклучен. Нова истражуваше дали гласачите кои беа наведени како спорни се уште функционираат на списокот. Посетивме неколку адреси за кои граѓаните имаа пријавено дека за гласање се пријавени и фантомски гласачи. На улицата Димче Мирчев, освен објектот на Министерството за внатрешни работи, познатата функционерска зграда, има и неколку трошни куќерки. Во овие куќерки во кои што живеат едва 20 на лица регистрирани се 119 гласачи. Тоа е оваа куќа со број 8. Па ја како што слушнав преку медиумите дека има негде околу 100 и нешто. А тука живеете? Ние двајца живееме, ја и сопругата. А другиве куќи? Нема, тие се број 4, број 6 и така, број 12. Само ова е број 8. А сте слушнали ли дали има... Слушнав кај комшиите дека има, ама уствари нема никој. Овие од Албанија шосе доаѓаат тука, си земаат државјанство и се пријавуваат на ова адреса, на улица Димче Мирчев или без број, или сите на осмица. Така им дојде најлесно, па сите на осмица се пријавуваат. На улицата 50-та дивизија, која се наоѓа на само неколку стотина метри од улицата Димче Мирчев, во зградата со број 32, има регистрирано 29 гласачи, од кои 14 со исто презиме Шабан. Ги прашавме станарите на оваа зграда дали ги познаваат жителите. Им ги прочитавме имињата од списокот, но речиси никој не им беше познат. Инаку, оваа зграда ја баравме повеќе од половина час, затоа што бројката е напишана со пенкало како намерно да не треба да се забележува. Никој тука злато не живее. 20 души во нашава зграда. Ние живееме тука 5 стана се. Тука ќерка не живее, тука јас живеам, никој не живее тука. А како тие ќе се избришат сега? Или тука ќе гласат пак на нашава зграда? А зошто не пободија сметка тие во ДИК? А сите пријавиме. Со наблюдување на предизборниот и изборниот процес се занимава Граѓанската асоциација Мост. Одиме да го прашаме претседателот на Мост Дарко Алексов дали сега може нешто да се направи со фантомските гласачи и на 11 декември тие да не гласаат. Во оваа ситуација избирачкиот список е затворен и промени и измени во избирачкиот список не може да има. Граѓанската асоциација Мост за потребите на овој изборен процес ја креираше алатката за, значи изборната алатка која што граѓаните може да ја видат на интернет страницата neregularnosti.most.org.mk. Тоа е една интерактивна мапа која што им дозволува на многу едноставен начин на граѓаните да пријавуваат било какви нерегуларности. Имаме веќе една група на пријави кои што се однесуваат токму на избирачкиот список. Па ќе почнеме од Охрид, значи каде што со точни адреси граѓаните пријавуваат, а ние тоа го проверуваме. Граѓаните пријавуваат дека, например, во викенд куќа во Охрид, на таа и таа улица, собственост на пријавувачот и сестрата, пријавени се непознати лица. Прв пат за ова дознав при личниот увид од април 2016, беа вкупно 6 лица. Ги пријавив во Државна изборна комисија, а во увидот од ноември 2016 од 6 останаа само 3 лица. Истите биле пријавени во СВР Охрид, избришаните 3 лица се префрлиле на иста улица, ама на друг број. Напоменувам дека никој од овие лица за овие 40 години не бил пријавен како жител во таа куќа. Граѓанската асоциација му сите овие пријави, како што ќе ги добива, значи ние денеска ќе направиме еден пресек и ќе напишеме еден допис до Државната изборна комисија, заедно со принт скринови од веб страницата избирачки список и со пријавата од граѓанинот. Се надеваме дека Државната изборна комисија и ќе наведеме и на кој избирачко место, согласно адресата, тие луѓе би се појавиле за гласање. Задача на Државната изборна комисија би била како единствениот орган кој што треба да се грижи за законито спроведување на изборниот процес, да ги информира избирачките одбори, така, за доколку се појават овие луѓе, да бидат проверени.